Здраво живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. И како што слушате, Марина пак е тука. Здраво, Марина. Да, здраво Панче, пак те Како дружам. си? Добра сум, подобра сум, откако скоро цел април бев некако болна на стината никаква. Добра Треба сум, да е. бев неколку дена во Македонија за Великден, кратко, ама многу сладко, многу убаво си поминав. Времето се погоди и тоа дур да трепнам си се вратив. Требаш ли малце Ти што глава од правеше? работата? Да. Ти Ама како? не така, немој да оставате Марина сега па да вакво е. Давај таму автрази, тој барем нека пише и нека преведува таму. Леле, преведував до мислам, не знам, сат време пред да тргнам на кај аеродром. Не знам, многу ми беше кнап. Мислам, сама си правам некогаш да ми е така, не оти нешто многу ме чекаат, ама сакам се на време да биде. Вредна си, А и вредна плюс си. повеќе си уживам во одморот и во слободното време ако ми се завршени работите, така да а и плюс уживам кога Апсолутно. преведувам. Така да Апсолутно. и тоа. Наја, кој што примедувате, Марина е тука. Ти има овој пат, овој петок ти има и музика, интро и аутро. Значи, она е по музиката. Ја никако да успеам музиката да закачам, ама и тоа ќе учам. Дека вакво се учи Може човек. треба да запееш на почетокот. И тоа нека биде интро. Окей, може, бас. Наја, Азо, прошлата емисија беше соло, ве воведов доста опширно и доста длабоко, да речам, во тајните или во лавиринтот наречен даночна пресметка или данок во Германија или даночен систем во Германија. Денешната епизода ќе биде продолжение на следната епизода и како што најавив во прошлата емисија, тоа ќе се обврзнеме тука или ќе се обврнеме на даночните класи, како правиме даночна пресметка, дали сами смееме да си правиме даночна сметка, кој може да ни го направи даночна сметка, ќе дадеме некој предлогче за некои си типови на даночни, да речам, софтвери или даночни програми, кои што може би ги користиме или не ги користиме, и на кого се обраќаме кога не знаеме како што и како, прибедејќи како што реков, а и Марина сигурно тоа ќе го потврди, даночниот систем во Германија е доста комплициран и доста, да речам, вакво речи го, доста сложен, но на крај на краишта мора да потврдиш, Марина, понекогаш испаѓа некој динарче. Да, секако. Ако се позамара човек малку, дефинитивно може да се извади нешто. Ама колку и да е тоа, на крај секогаш државата повеќе добива. Значи нема тука, не залажуваат. Јас секогаш си се радувам кога ќе си вратам некоја добра сума, се радувам многу, ама тоа е peanuts, тоа е ништо. Ама добро, еднаш годишно добро е такво нешто да се направи. Ми текнува порано, баш преска имаше една дискусија, ти кажа, во една група, каде што поделени беа мислењата, пола вика као, нели, барај си даночен советник, онда ти направи се многу комплицирано. Други викаат, можеш и сам. Јас сум дефинитивно на таа другата страна, се сам да си направиш, бидејќи еве искуство и Миле, например, пред да се запознаеме, он плаќал, например, 120 евра на даночен советник и добивал на крај, не знам, 110. Ти текнови само 10 евра му префрла на него, а од која сме заедно, стварно, добри суми вади. Така да ми текнува порано, кога бев еден дел од обуката кога бев зајавен административен работник, бев дел во како Бюро, Einwohnermeldeamt, граѓанско одел. И таму, меѓу другите работи, се дава и формулари за тие даночни пресметки да си ги пополниш, да ги направиш, да ги пратиш во финансамт. И имаше стварно премногу формулари и само треба, значи, обучени бев, мисли, тие таму што работа беа обучени да прашаат, нели, ти што имаш ли нешто, значи дали си собственик на фирма или дали работиш кај некого,
дали имаш своји недвижнини, дали имаш деца и во зависност од тоа што ќе кажеше личноста, само си ги вадевме, тоа формуларите имаше онака бајги. И порано не се осмелував ја сама да направам, тогашниот сопруг тоа го правеше. Дека тоа стварно, ако седнеш така да го направиш, тоа стварно треба да се разбираш и да некако сам да си размислиш и да видиш што можеш да внесеш и се, а вака сега, од која направија со софтвери и апликации и што ти ја знам, многу едноставно. Многу едноставно и мене ми е многу интересно. Значи, мене ми е интересно тоа, се радувам секогаш кога треба да правам што е клиронг, си седнувам на размислам, треба некогаш да се време да си вложиш. Ама мислим и по година последниве, цело време учам нешто и правам некои обуки, така да се тоа што тоа што инвестирам во тие обуки, сите материјали, сите апарати, лаптоп, она се може да се пријави за да се намали данокот, односно да се зголеми сумата што ја враќа финансамт. Имам правено и за други луѓе, мислам не би се нафатила и не би било моја, мислам не би било моја професија, дека тоа е птен во ситница треба да се навлезе. И ми имам помогнато, они сепак лично мора да се прати тоа, ама ако работиш кај некого, мислам ако немаш нешто посебно, нешто фирма или 3 куки, тамо не знам што, комотно можеш со апликација и или со софтвер. Изиот, да речем, од групацијата која што ги поддржува софтверите или програмите. Да. Па да речем, јас сум поборник или да речем сум за тоа дека има доста добри програми, например, може слободно да се каже, жепорно сум, ако не сум го правел лично данокот мој, од причина што јас препорачувам, бидејќи многу ме прашуваат, можеш да го направиш данокот. Да, меѓутоа најдобро е првите даночни пресметки, посебно кога веќе ќе се, да речем, малце ќе пркнеш тука, например, ако добиеш стан, не добиеш стан, ако се купиш стан, куќа. Значи тоа се работи кој што можеш многу да даваш, да речем, рачуни, кои што може на крајот на краиштата државата да ти ги врати, значи тие пресметки. Јас лично моите пресметки ги прави што е барат. Значи тука ние сме од почетокот, сум веќе 30 години од кога сум дојден тука, супругата побила ке тој што е барат и уште сме тоа што е баратарско, да речем, канцеларија. И они ги прават сите пресметки. Меѓутоа, факт е дека имаше, мислам дека еднаш мислам дека имаше една година беше кога реков мај сами ќе го направиме ваквото. Значи факт е дека кога ќе пристапиш кон финансант како приватно лице, дека ти си го направила, малце подруго ги гледаат. А за тоа сум го приметил. Значи по-конкретно ги гледаат прерачуниците. Кои ќе добијат они, да речем, пресметка за данок од некој си, да речем, што е баратарско биро, и таму стои штемпел што е барата, тоа го направил тоа и тоа, некако полесно ми поминува, сега не знам како поминува, меѓутоа факт е дека му ги носиш тие работи на што е бараторот и он си ги сврши сите работи и потоа ги доставува до тебе и после тоа, прибидејќи не сме му дале полномошно, само стасува писмото дека е пратено и после тоа ни стасува од финансамт дека што еврот е одобрен или дека колку сумата која е што и како вакво е. Кога си сам, значи кога си сам или кога се уште немаш додатни примања, значи едноставно само платата ти е таа и немаш никои трошоци. Ти данокот фактички е поднесување на трошок. Значи кога имаш имобиле, имаш за хаусмајстор, може да ти се расипе нешто, па да треба да знаеш колку проценти тоа, дали целата имобилија тоа, дали целата имобилија да користиш. Значи има тука некои заврзлами кои што како нормален човек, например, сега можеме да читаме и да пишуваме, поготово програмиве што се денешни, они имаат ваквото водич.
и ти кажу там, имаш Имаат такво, имам. водич, Океј. да, и за најизџвакано Ја, го значи, и представува, тоа да. кој е точно така. Најизжвакано е, например, само треба да од вакво е само да знаеш, како што рече ти, тие формулари што ти треба, например. Дали си ангештелт, значи дали си вработен ангештелт, дали си има посебен вакво е за Беамте, мислам дека за Беамте имаше баш вакво е, рече го формулар. Ако си, пребидејќи они имаат подруги стапки на ваквоето за социјалните осигурувања и пензиите и сите тие работи, така да треба човек да знае значи што има. Имаш деца, формулар ти треба за деца. Немаш деца, не ти треба формулар за деца. Имаш имобилија, ти треба формулар за имобилија. Немаш имобилија, не ти треба формулар за имобилија. После тоа, имобилијата е твоја, окей, ако е твоја, има посебен формулар. Ако ја издаваш под кирија, башка формулар. Значи сето тоа, ама во самата да речам маска се каже таму што си имаш и тоа фактички формуларите сами испаѓаат во самиот програм. Да, И тоа само ако поратаму кликнеш нешто, ти, например, пишу, јас да, се имам нели ништо посебно, односно сега со преведувачката дејност пак ќе биде пак нешто дополнително, ама веќе имам искуство и се радувам баш и на оваа година кога ќе правам сега. Секогаш ни е малку посебно со син ми, поголемиот нели оне во вексел модел ке мене и ке татко му и тоа е супер работа, мислам сме збореле и плюс нели од германските судови веќе тоа како правило веќе го земаат кога има нели развод и кога има деца. Ама од сите други аспекти Германија уште се нема справено со тоа, значи со законот за пријава на живеалиште уште стои дека човек може само на една адреса да биде со главно живеалиште пријавен. Со тоа имавме исто проблеми, среќа добра комуникација имавме така да лесно се разбравме, ама ете другите делови меѓу другото и даночниот систем нема уште начин како да се справи со тие нови движења во општеството, мислам нови форми во општеството и на фамилиите. И така да само еден од нас двајцата на пример може да има даночна класа 2, што е за самохрани. И покрај тоа што двајцата нели долго време бевме и двајцата самохрани, нели како фамилија со еден родител. Точно. Сега и онака веќе не можам дека сум нели пак се омажив, ама сакам да кажам ете и тоа име као дупка во законот. И за тоа имаш исто посебно, таму требаше конкретно да кажувам, да наведувам даночен број и на бившиот сопруг, онака е многу документи, не документи, информации, бидејќи тоа уште не им е толку јасно. Ама важно, значи еве визо ја користам, визо што ја многу сум задоволна. Ја тоа се прашуваш за овие што се ваквоето речи за што е класа 2, сега ти ја спомнат што е класа 2, ма се изборичко од фал на фал, од случај на случај да зборуваме. Значи, што е класа 2? Ја мислев порано дека тоа е таму каде што е, значи тој има што е класа 2, на кого што му е доделено детево на пример. Да речем, например, ја без разлика, например, што и двајца родители се во ред и, например, значи тоа... Па кој ќе си ја поднесе, значи ја реално тогаш само си ја поднесов, никој не ме праша ништо, изгледа дека сум нели жена, автоматски ми ја дадоа уште пред да се иселам од заедничкиот стан, значи за месец дена се иселив, ама пак на време си ја поднесов, не верував дека ќе трае толку брзо, затоа и на време поднесов, како и да е обично на тој што му стига киндергелд. Да, значи тоа можеме да кажеме еве за сите кои што ги интересира, ете, тој е добар, одличен, вакво речи го, значи тие што земаат значи да тој што му е цугевизен киндергелд. Да, тој што му стига на конто буквално, да. Тоа ја го сватикам, се добро викам, у таа ситуација кога се викам двајца се вакво, ама се и двајца се да речем маланици. Па и двајца да се, да, тоа е малку добро, другиот еден зема, значи даночна класа 1. Не, кој знае колку, да. 2 без дете. Отинели 2 од дете? Не, 2 е само за разведени, мислам за вдовици. Окей. Тоа не сум. Да, еден са не кој знае колку разлика, ама мислам дека се немам толку споредувано, мислам дека двојката е најповолна од сите, ако не се лажам. Да.
Точно, привидејќи тука не само што се дава тој паушален фрајбетрак од Да. 8.000, да речем 8.600, ами плюс се добива плюс 4.200 евра беше ми се чини за детето плюс се добива. Да. Вако ето тој фрајбетрак да речем. Да. Тоа што значи уствари плюс се добива, тоа исто многу и јас не го разбирав уствари. Ја. Тоа само значи дека од целокупната, од целокупната сума што ја заработува некој, нели треба да се тоа се да се оданачи да се даде на државата. И од таа цела сума тој износ уствари се намалува за одреден, нели, еве во овој случај се не ми текнува, одамна немам двојка. Така да, ете што викаш 8.000 од дете и плюс 4.000 се намалува износот, а со тоа се намалува и данокот што треба да се плати. Таа е фактички, точно е тоа ти кој што таа сума не ја добива никој, ами таа сума на, да речем, таа вредност или таа бројка го намалува годишното бруто приход на, да речем, на даночниот обврзник, за да му се намали или да му пресметката на данокот општо да биде уште помала. Значи, тука зборуваме за еден грунтфрајбетрак, кој што реков ја прошлата недела, оваа година тој на 12.016 евра. Вау, стварно, браво. 12.016 евра е за грунтфрајбетракот, за секој. Значи, секој кој во оваа држава работи и добива вакво речи го плата, еве например, ти речем например 30.000 евра добиваш плата, не ти прерачунуваат тебе на 30.000 плата данок, ами ти прерачунуваат на 18.000, предвидејќи ти 12.000 ги одбиваат. Сега ако имаш плюс дете, ти одбиваат 8.000 плюс. Значи од тие 18, значи данок ти прерачунуваат само на 10.000 евра приход твој. Таа е таа прерачуница со тие, да речем, фрајбетрагови или повластици, така наречени. Значи, тоа е тој систем на пресметка на данокот. И сега рековме двојката. Единицата е само, например, тие што се, да речем, сами. Ледик, слободни, не, или кој што рече ти гаши, значи тој што нема, кај што не приводја, не припаѓа, да речем, детскиот додаток, тој ќе биде, ќе оди во единицата. Да, исто, или ако нема многу што се чудат, точно. Исто многу што се чудат единица, овие што идат, например, луѓето што идат од нас. Они се фактички во брак, меѓутоа се во брак со брачен партнер кој што е надвор државата. И автоматски тука ги добиваат лонштер класата еден. Не, оти ми па добро ке јас сум фегарата. Да, ти си фегарата, ама за вие тука не си фегарата. Ти за вие тука слободен. Не? Да. И затоа ја добиваат ваквоето. Да. Потоа идеме на најубавата. Најповолната сите што сакаат. Ама сите што сакаат, знаеш како е тоа? Сите сакаат тројка, викат, тројка имам. Добро, тројка имаш, окей, ќе добиеш. Ама после тоа тројка да треба да пратиш. И затоа, понекогаш таа тројка малце и, да речем, лажи и не лаже, ами така и малце полакомита, по вакво е, вика тројка. Тројката е убава, стварно е убава лонштер класа. Тројката прибедејќи тука се најмалце се одбива данок, меѓутоа прибедејќи малце се платиле данок, може да се деси назад да се вратите. Ама позитивното на ова е дека кога сте од тројка обично се добива за брачни парови. Значи тие што взимаат брачни пар, едниот взима повеќе пари, другиот взима помалце пари, тоа што обично тој што си има повеќе пари оди тројката. Или едниот е на цело работно време, а другиот е на пола работно време, или има само мини џоб, за мини џобот е друго. Тогаш тројката може. Позитивното на тоа што може да се изедначи, значи а се аусглајша со одвоена петка, значи едниот ќе зима повеќе, значи едниот ќе работи за државата, а другиот ќе работи за фамилијата фактички. Да, преубаво нешто. Тоа е значи за најчесто се случува во фамилии каде што, нели, мажот заработува подобро. За не дискриминира, за може понекогаш и па не понекогаш да, ама за жал се уште е правило жените помалку да работат во Германија. Тоа не ми беше јасно многу. Се додека не се приклучи во една група,
ај тебе не те интересира, мислам нема не те прима за жени е само. За жени е само за финансиска, да, стварно ти само за жени, си веќе во женска група. За финансиска независност на жени, има една, значи, жена што пишува, значи, книги, она е советник, има подкаст, стварно е супер, Мадам Мани Пени се вика. И некогаш кога ќе прочитам тоа, значи, стварно греот ете жени. И тоа се, значи, до сега, па 100% да речам од жените што сум ги видела таму што поставуваат прашања и што коментираат се германки. Германки. И работеле, например, 20 години, не знам, 5 сати на ден, не е ни толку Teilzeit, и после 20 години мажот ги напушта и што да прават? Сега немаат ништо, немаат рента, немаат ова, немаат она и стварно е многу голем проблем. И тоа е, гледам дека е стварно многу често се уште жената да работи помалку од мажот, тоа што во Македонија, например, конкретно во Скопје и уште поконкретно во мој познанички круг и фамилија, тоа не било така. Што знам, кај нас сите секогаш со полно работно време се работеле, тек тука во Германија видов. Системот е тука таков, не е добро, ти дозволува нормално. Не само што ти дозволува. Тука кој ти го еве на пример, еве личен пример имаш, така? Да, кој ќе очува детето, да. Кој ќе очува детето? Точка. Да. Така. Мислам, така има, и тоа е вашата ситуација, вашите на пример, еве родителите се доле на пример. Баба, дедо доле, така? Океј, разбирам. Да. Тука Германија тука нема тука. Секој тука вакво е, значи мораш етниот мора да биде, да речам, по наводници, жртва за целото тоа. Жртва, да. Мора. Не? Да, тоа е така, ама да, тоа зошто мора да бидат жените најчесто. Иначе нема да функционираш, да. И са, например, и кај нас така било исто, ако, например, вакво е таму. Децата, ние сме вакво е. Ја, на децата, сме и се играа вакво е да децата. Океј, на узор за ман, тоа е баба да ги... Ама тоа бил узор за ман. Ама и на времето, ние сме, например, ние сме биле, сопругата не работеше, 3 години не работеше. Мислам, место... Добро, 3 години не е, да... 3 години е цинкус за вакво. И од тој момент, паќе сварадам се натаму, од тој момент, сопругот оди тројка. Она малце пари за работа е 5. Факт е, тоа е така е системот. Или на пример после тоа почна не може тука на пример и да вакво не почне цело работно време. Значи почне први мини џобче малце, значи само по 4 сата, па после одиш на тајца, двама да... после тоа кога пркна на пример кога се осамостоија самите да вакво да си отвараат и да си затвараат и си работи, тогаш рековме окей, сега можеме и двајцата да бидеме вакво со цело работно време. Иначе цело пред тоа сме функционирале така, точка. Едниот и со тоа било и даночната стапка или даночната класа така било регулирано. Јас сум морал така цело било, време, тоа било така, секогаш било така, значи 3, 5 се за нели за мажени, за луѓе во брак, или 4, тие се тие стандардните. Порано било така и тоа ми е јасно, ама сега се значи бројките на развод, значи се многу високи и не знам, треба на време да се мисли. Дека стварно вака кога ги читаме во овие жени, што ти кажам, стварно мене страф ме фаќа. И тоа ја што стварно си ја почнав да работам и со 2 деца после 1 година, со Лука нели бев во Аусбилдинг, имав многу малку пари. Ама без тие пари, кој знае кога ќе се одлучев да си отидам. Дека не можеш, нели, ти требаат пари за што и да е. Слава Богу. Да. Ама мислам дека и тука во оваа ситуација, во тико сега можеме на друга тема ќе отидеме за ова што викаш, мислам дека судовите од таа ситуација се живо и ди оставаат намаса. Сега паѓам, се има разлика у адвокати и сите работи, значи се тоа може да се префрли, немам ништо, не влегов вакво, ништо не сум донел сите работи циркузи, ама на крај краиштата ми се чини дека тадори и да речам, бившите сопрузи мораат да исплаќаат пензија не исплаќаат, например, некоја одредена сума, како оштета за тоа време, например, кога сопругава или мајкава бидува дома, а он, например, работел, значи он фактички работел непречено, да, за да може
вакво е она дома да седи, а обратното исто, например, мислам дека такви и пресуди дори имаше за тоа, например. Не зборам за имот, значи фактички мажов и го плаќа пензијата на или уплати пензиското за сопругата или за бившата, од причина што толку време она била дома, значи тука има за такви работи одлуки или пресуди за тоа, не? Значи тоа ти кој што кажеш, ти кажу имаш право. Значи дали било тука од поширокиот или од да речем од поблискиот круг на пријатели и познаници, такви работи се дешаваат. Значи чим се оставаат и почнат. И он вика, чекај се, ти пензијата, чекај кој пензија, каква? Не, јас седев дома и тоа, ЕСАП ти прави толку пункти, толку е пунктот, толку години и судот вика толку пари треба да префрли мажот. Точка. Значи тука, ама во глобала тоа го стојам на твоето дека жените тука сепак се на ватвен заонадени. Не? Да. Тука нема збор. Значи тука не им и после тоа не им нуди ни тројка, ни петка, ни шестка која такво нешто ќе им се деси. Ја. Сега петката е плаќаш за државата, значи взимаш нешто вакво. Плаќаш, тоа е тоа ствари со тројката, нели даваш малку данок, со петката даваш многу. И на крај кога ќе направиш даночна пресметка, ќе излезе некоја окей сума, ама тоа е поради тоа што тој со петка секој месец зема помалку нето. Точно. И сега тоа во многу фамилии функционира сигурно, ама во многу сигурно и не функционира. Некој да си се жртвува редовно за еднаш месечно еднаш годишно да се добие некоја сума од која што можеби тој или таа не гледа многу. Ама добро, тоа си се веќе интерни договори. А пати зависи колку зависи бруто нето колку. А обично ако на пример едниот е цело работно време, а другиот е пола работно време, тоа што е пола работно време оди на петка. Значи тука нема шанси тој да зема по-исто или приближно исто како овој што работи на цело работно време. Значи обично тие комбинации се прават у тој период, кој што рековме тие додека деца се мали, не работат. Сега ако ќе тргнат и двајцата на пример пола цело работно време да го работат, тоа што обично се менјаат во 4-4. И тука истата е даночната стапка за двајцата, така да мораат да пазат, и може да се деси на крајот од годината државата да си побара проценче или да си пробара тоа што им го надел. Не? И најутепаната е шеската. Така ли, ама тоа за што е? За втора работа ако имаш. Шеска ако имаш втора работа, која што не е мини џоб, значи кој што прашаш еден куп порава, можам да работам друга работа. Можеш да работиш, никој не ти сметна да работиш повише од да речем 550 евра, ама се што е над тој да речем мини џоб се оданочува со даночна стапка 6 или што понекогаш многу се прави грешка на почетокот, например, ако не знаеш која ти е или која лонштер класа си и не знае кој шо, те става и автоматски финансам, автоматски, значи не поднесуваш лонштер, значи не кажеш таму дека што си вакво е и и одма тоа да научиш со шеска. Оти не знам кој шо и како е и затоа почетокот сега више голе-доле нашите ги знаат тие работи дека треба до даночна класа и ID нума и сите работи. И си кажат, стај ми ова, јас сум тоа и тоа, така, ма порано на почетокот беше кој шеска, како шеска, зошто шеска? Па вика не знам што шеска. Па ќе идеш таму ти речеш единица, тебе единица да стават. Сум имал такви циркузи на почетокот, тоа беше сега многу ретко. Значи со тие даношите, па и да речем и луѓето се учат од вакво е, не? И како кој што рече ти почна виши самите да си ги прават ваквото, да си ги прават пресметки. Треба, може да си пробаш уствари, тоа е како софтвер си внесуваш, ти треба лон, што е бешајни го мислам дека се вика еднаш годишно што се дава, обично декември, јануари, февруари. Стига може да сликнеш, јануари, може да ја сликнеш и сите позиции автоматски да се внесат во апликацијата. И тоа е стварно, значи, унифицирано. Сегде еден, нели, позиција 1 е во цела Германија, позиција 1 во секоја лун што е бешајнигунг. Затоа е многу едноставно. Тоа ти треба, ако имаш късмет да ти стигне на време невен костен бешајнигунг,
Тоа на нас, например, секогаш не стига после рокот. Тоа не стига после рокот и неколку години бевме стварно не можевме ништо да си ставиме. И еднаш ни кажа да се ставиме од претходната година. Тоа кај да е, нели, ќе стигне и никогаш не е пониско од минатата година, така да и тогаш не си ги, нели, не си го вадиш максимумот, ама не можеш да погодиш која ќе ти биде, нели, колку ќе доплатиш. Ние веќе со години само нешто си доплаќаме. Не се кој знае какви суми, ама пак помалку не сме биле. Да. И тоа ти треба, и ако имате дете во градинка или во школо каде што, нели, оди на целодневна, трошоците исто може да се внесат, километрите од работа, колку се оддалечени од седиштето, да. На миле една година тоа супер искочи, дека беше така далеку, мене не е дека сум на километар и пол од работа. За home office исто од короната навака, тоа беше малку строго, дека зависи, имаше две различни, мислам, одредби, дали е home office, дали е Arbeitszimmer или така нешто беше, значи за едното требаш да бидеш време, како не, буквално од собата, значи треба да имаш делче од соба, значи со ѕидови, со врата, со се, односно соба малечка, само за работа. И тоа на мене, например, не беше во мојот случај така да не ни пробував нешто, ама паушалата за home office таа си ја внесов. Тоа ми беше доволно. Мислам си ја внесувам од која има. Тоа е добра работа што го кажа, например, во секој програм, а и во секој на което има, во секој изработка на даночната пресметка, во секоја има паушални кои што секој може човек да ги користи. Јако што знам, например, имаше, без разлика дали си користил, 110 евра, например, да. има таму телефон кост 16 евра, контофюрунг, без разлика што ти имаме ние конта, например. Тоа контото паушално се пишува таму. Не треба ништо, например, посебно да го назначиш дека имаш таква, ми тоа од програмата или даночниот систем во Германија си каже, окей, паушално толку е. Мислам дека не мислам дека знам дека вакво е паушалната или тие вербунгскостен, да речам, за персон или про личност е 1000 евра. Тука, например, влегуваат тие и твоите, например, ако си 1 километар, точно тие влегуваат, да речам, тие фарткостен твои. Отимаш ти мала километража, например, ама сепак за тоа даваат таа паушала од 1000 евра, што на секого му следува. Само треба да го кликнеш паушал, окей, 1000 евра. Сега тие што се над, например, повеќе, например, ја коме, например, што возам 60 км денот, сега може секој, например, да пресмета колку можам да вратам. И тука има некоја максимална ваква. Не е тоа дека, значи, пример, сите денови толку ваква. Например, ако речеш, една година има, тоа се 220, како беше, 240 работни дена, така некако се рачунаат паушално. Со 240 работни дена, пута километражата, пута парите, или тоа после 20 од километра е 38 цента, до 20 од километра е 30 цента. Значи, тоа така треба да се рачуна, не? Оти некои рачунаат одма од првиот 30. Не. До 20 од километар е 30 цента, од 20 до понагоре 38 цента. Така ли? Па може секој да прачуна колку... Да. Значи имаат они тоа штуфенвајзе. Така да, тоа е најголемиот, тие што возат, имаат доста добри, како да речем, трошок у целото тоа. И затоа тоа е така ставено. Факт е дека во данокот треба да имаш трошоци. Ако имаш трошоци, ти испадне нешто. А ако немаш трошоци, ако не инвестираш, ја викам, инвестираш во Германија, нема да имаш трошоци. А и овие, например, сега полека имобиливе, например, нешто што имаат зависи, например, може цето тоа што се работи со мајстори. Секој рачун со мајстор што ви дошол у куќата и ви направил нешто и ви дал рачунче, а не со некоја друга фарба, си можете да си го приложите во данчната пресметка. Ако имате, например, тарасичка, си ја правите тарасата, иде мајсторот, ви прави ваквото понуда и платите понудата, тие, например, тараса го правиш не е мала, и данокот, тие ДДВ-то го приложиш во ваквото. Значи, се што е поврзано со работа. Да. И, например, сите работи.
Да. Треба да се проба, треба да се биде храбар, бидејќи сега не да се измислуваат работи, ама на пример тоа е исто многу што можеби не го знаат, кога ќе се предаде тоа, барањето онлайн, во мојот случај, не треба да се доставуваат никакви докази. Значи, јас си Точно. чувам, нормално си чувам сметки за се што имам. Во Да. случај ако побара да ги пратам и така е, значи на визо што ја дури експлицитно стои, не праќајте сметки никаде, чувајте ги ако побараат, тогаш ќе пратите. Работата е што ако побараат и ако не пратите сметка, најверојатно ништо нема да се случи. Значи може само тоа нема да ви го пресметаат, нели, таа ставка, Точно. ама нема да ве гонат кривично. 99% сум сигурна. Бидејќи еве на пример јас кога студирав последно мастерот, имав многу работи, многу книги имав купено и на eBay. И сега таму немам Да. сметка, нели на PayPal си плаќам, ама се насобра околу 200 евра како ништо и си ги ставив таму дека толку сум дала за книги. И сега за некој дел таму ми побараа, ми пиша, и викам немам, нели, на eBay ги купив, сега не знам дали беше за книги, дали дека, нели, користено купував. Скоро се и само не ми го прерачунаа тоа, значи не ми го земаа предвид и тоа беше тоа, не беше кој знае каква сума. Точно. Само ете така вреди да се проба се, ако не се некои, не знам, некои суми од 5 цифри, ама за тоа, за такво нешто секој има сметка, мислам, не би ризикувале сигурно. Да, општо се што е поврзано со образование, еден колега што се разбира многу со тоа и што и работи со тоа, ми има кажано онака, секој молив, секоја гумичка, се што ти мине низ маса, се да си ставиш, стварно. Ја ти кажам, еве се на пример со ова ти кажам нешто, еве сега со ова каузиво кога беше на пример, и тоа е вакво. Сега веќе почнав и јас такви работи да собирам, брачо. Порано како не? купив вакво речи го хартија за штампање, 3 евра 50. Што 3 евра 50? Аха. Че 3 за 50 ваквото годината, не едно пак им купувам ваквото сам по вакво по 10 на пакети купувам веќе ваквото хартија за печатење 3 за 15. Значи тоа за 35 60 40 евра, 50 евра за тоа. И си стави ваквото и си собирам рачунчиња така. Хефтиче вакво, тетрадче накво, там стави се внатре и после тоа кога дое стави внатре ваквото. Што ќе признат, што нема признат, тоа се нивна работа. Да, така е. Треба, се на пример, ја ќе кажам од мојата страна, на пример, со даночниот, со што е бараторов, на пример, факт е дека правиот даночно биро ви пресметува врз основа или рачунот ви го прави врз основа не на тоа што ќе добиете, ами на тоа колку приход имате. Че они пресмачуваат плата волку, плата од еден, плата од друг. Приходи од кири, од имобили, ваму таму, и сето тоа процентно, имаше таму тој процент негде околу 7, од целокупната сума и ја плаќаш. Значи, тука нема гаранција дека ти тие пари ќе ги извадиш. Он фактички ти вика, окей, ама рачунот може да влезе во наредната пресметка или влегува секогаш во наредната пресметка за другата година. Така да и од тоа има, например, некој ќар. Ама тоа е илузија, например, некој што викате, па волку ми зема, ама волку добив. Значи, со добивката нема никаква улога. Они си имаат тарифа и таа тарифа е законски зацементирана. Од приходот. И тоа се тие, да речем, што е баратар. Што може да отидете, ја не сите им предлажам и поедноставна варијанта, доколку некој не може да се најде, како, например, комарина со епчиња или со софтвери, ќе си отидете у што е VFI. Значи тоа е и таа опција која што може да ја користите за некоја си да речем годишна сума. Сега не знам колку ми се чланарините, ама тоа е кога се зачленувате у клуб и они ви ги вршат работите таму. Еден вид на што баратари се они, меѓутоа они не настапуваат, они само ви го прават и тогаш вие во ваше име настапувате пред финансата. Ако што е бараторот го праќа тоа. Значи пише таму што е баратор Панче Чужилски го праќа
што е бараторот, само ни кажуваат, ни го пративме. И точка. Мислиш дека има на македонски негде такви сдруженија? Во Германија не сум сретна. Не, мислам, не е цело сдружение, некој или балканец, некој што збори. А од нашиве да се ваква, не сум слушнал такво нешто. Не Мгм. сум слушнал. Оно што служа сега, да. Мислам дека Ама- повеќето не што не би сакале да се замараат со тоа, има некои што не сакаат уопште да се замараат колку и да е едноставно, и тоа го разбирам. Ја можем да направиме една мала реклама за Мов Иден Z. Значи он ќе полага вакво уствари го спрема фактички тој, да речам, што е барата Прüfung прави сега. И понекогаш се му обетиме во тоа, вика, ми чури главата, значи чури главата доека стасаат за такво нешто и вика нема веќе, не е атрактивно. Дека не е атрактивно тоа, оти многу е комплицирана работа, многу е комплицирано. А и верувам дека покриваат дигитализацијава, например, верувам дека еден ден прати документите, например, ти кој што прати документите и по таа страна кај или некој ќе има нешто вакво е дигитално направено, пресметува гледа ваму тоа и окей, пушта и збавам со здравје. Азо, Ајде, и на... да, нека заврши па. И ја му Ќе го викам, рекламираме. заврши па, ќе ти чури главата уште поише. Од буштери. Дај Боже. Кога е рокот оваа година? Сега јули. Оваа година до 36. 36-ти? Да. Добро. Ке си чекав ја до Лани јули. беше Да, и тоа да до се, август. да, и тоа Да. исто да се запази терминот, дека ако се закасни, ако имаш нели обврска, ако се закасни, можно е да ти пресметаат ко минатата, значи како да ти направат како они, не пресметка, него да предпостава дека имаш истите издатоци како минатата година и истиот износ да ти го вратат или да ти го земат, да видиш што си, нели, кој бил резултатот минатата година. И за секој ден, така нешто, за секој ден као 20 евра кратат ли, така ли нешто беше, да не... така е, да, точно, Да. така е, да. Меѓутоа, во което речи го треба да се каже дека доколку одите преку што е оператор може да ви го пролонгира тоа за 1 година. Значи само он може да го пролонгира. Да, тоа беше, да. Тоа има Да. некои работи што, да, ти ги заборавив, што може само даночен советник да ги прави. Точно. Значи, он само може да рече, нема да стасаме, оди, може да се деси, например, даночното биро да е презафатено со работи и они може тоа да го пролонгираат и затоа законската регулатива или законодавното тело им дала могуćност на даночните, да речам, бироа да го само они може тоа да го пролонгираат. А ние како приватни лица, доколку го правиме тоа, обврзни сме до 36. Доколку не го направиме 36, може ти кој што го рече тоа, меѓутоа обично ни праќаат писменце, ало, ахтунг, не сте не сте го направиле, пратете. И чекате. Сега, например, ако добиете 3 писменца едно по друго, да речем, и не сте го направиле тоа, тогаш може, кој што рече ти, да почнат да ви пресметуваат или паушално како прошлата година, и плюс минус овие ти кој што ги рече 20 евра од ден насад. Аја, Марина. Да. Ништо, ајде ќе снимаме пак во октомври, тоа исто многу трае додека се еве крај на јуни ќе ги предадеме и пред септември, октомври не очекувам ништо. Викаш? Да. Еднаш имам така само 6 недели чекано. Она набрзо. Ќерка моја готово го направи ваквото, ствари со еве, да речем, со апликација, ваму таму, оно си ги тоби парите. Отиде на скињи, беше на скињи. Де машала. Браво. А за она завршено. Браво, супер. Моите ја ги давав моите сега и која ќе бидат, не знам, па не се замам, јас не се замарам со тие работи, така да какво е. Наја, тема комплицирана, но мислам дека во претходната и во оваа емисија добивте, како да речем, едно длабоко или поинтересно или поинформативно сознание за даночниот систем и за тоа како да функционира.
мислите колку мислите, што ќе правите, која лончтер класа, да? Секој треба да се знае за него индивидуално, а ние можеме да најавиме дека next time повторно ќе ни дојде во Германија. Или да речем да се вратиме малце во наводници некој си нормален колосек. Така да, кога идат, Марина? На 16 мај се мислам во Хамбург, а на 17 во Берлин. Ете, така. Во организација Последните секако на концерти. нашите Да. пријатели или познаници, Легаци ивент. Сашо и Си ги Филип завика Дикови. Легаци. Па добро сега, ми сладко ми е зборчето Легачи. Не се, ама не се Легачи. Спроти нас, сосем Не се спротивно Легачи, ама е не тоа. се ни Легаци. Легаси. Добро, Као, Легаци, што значи Легачи. Легаси? Што значеше Легаси? Као... Ти си по јазикот. Да, не ми текнува зборот, чекај, Легаси на македонски. Наследство, да. Се мисли на духовно, културно и историско наследство. Значи, таман го одбрле тоа е. Да? Да. Затоа, мај е убав месец, има и некои празничи таму, свртете, вртете, мислам некој Да, таму. мај и јуни најмногу празници во Германија. Да, А освен next time во мај се Да. исто така Тино и Атанас уште еднаш во Германија. Јас ги пропуштив во април на 30 мај се во Регенсбург. И ќе дадам се од себе да бидам таму. Таман ќе сум и на одмор, односно да, на слободно време. Да, така да може да се направи некој излече. Обавезно. Бидете ни поздравени и секако слушајте не во петочно во Германија. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус!